Ајде низ пол. О, низ пол. Ама стварно куќе ме брка секогаш кога возам. Ангела. Немам појма кај сме. Комршо, отвори ми своја врата. Hello, baby. Hello, baby. No kisses? You're recording me, Денешната моја гостинка не дојде во Македонија да се вклопува, го дојде да биде различна, да биде свој глас од мајчинство до инфлуенсерство, од инфлуенсерство до водителство. Вандера денес е со нас и ќе ни покаже како е да се носиш со се, да се носиш со храброст, со смеење, со пеење, со буквално со се, а и плюс да бидеш добра мајка и добра сопруга. Фала многу. Сигурно Мики ќе каже дека си добра мајка и добра сопруга. Кога би го прашале Мики што е она што најмногу го нервира кај Ем и што најмногу сака кај Ем, што би одговорил? Многу пати јас сум досниш. Мики сака да умре. А што најмногу сака? Епа љубов. Јас многу романтична. Кажи ми, каква беше Емче пред да дојде во Македонија? Пред Мики, пред целото случување тука? Пред све јас само јас не многу беше во social media. Добра. Јас само беше laid back. Да, во позадина малце. Да. Не многу Instagram, не многу TikTok, ништо. Сега е контраст. Јас само уживај. Но кога дојде тука, I started being so much во social media од корона. Во корона. Во короната, да. Во корона и многу прави funny видеа во TikTok, смешни видеа. They went viral. Така. И Вирално, ама не планираше. Не планира ништо, само уживај дома. Да. Сними се со свекрвата, сними се со машти. Да. После се случи да бидеш звезда. Да. Ама знаеш како, македонците многу добро те прифатија. Многу добро те прифатија. И што мислиш ти дека беше пресудно за така добро да те прифатат? Хуморот, тоа што си уникатна, не знам, тоа што стварно имаш квалитети кои што и вокални способности, и танцови способности, значи имаш што да понудиш и дека си своја, можеби тој момент дека стварно не глумиш нешто, туку едноставно си најприродна, можеби тоа е тоа. Што мислиш ти дека беше пресудно за така да те засака македонската публика? Мислам дека луѓе знаат дека јас сум реална. Да. Ама хуморот е за петка, за десетка, стварно. Браво. Сигурно Мики нешто ти помага. Не. Мики сама. Сама? Со свекрвата. Да, Африкана. Но Мики помага малку, помага. Претходно беше и наставничка? Да, учителка, да. Учителка. Да. Сега кога би се навратила, дали би избрала Кенија или Македонија? Ако можеш да си го земеш Мики и Дарија и да ги однесеш во Кенија. Така? Не, Ангела. А пример... Како ти гледа? Јас да си прашам, сигурно многу луѓе би ги интересирало. Македонија убаво земја и Кенија убаво земја и all of these countries are beautiful. So. Да. In their own ways. Кажи ми, која ти е омилена храна? Јас многу сакам пилешко. Пилешко, добро. Да. А све со пилешко. Добро, све со пилешко, да. окей. Угали или ајвар? Угали или ајвар? Угали. Добро. Кој најдобро готви? Емче, Мики или свекрвата? Хеј, свекрвата. Да ја поздравим и свекрвата. Многу убаво готви, стварно. Добро. Многу убаво. Кажи ми некоја дестинација која си ја посетила и многу ти се допаѓа или дестинација на која што се уште не си била, ма сакаш да ја посетиш? Мислам, многу ми се допаѓа во Ром. Добра. Да, многу убаво помене во Ром. И сакам да одам многу во Свизерланд. Добра, не си била? Да. Не си била досега во Швајцарија? Не. Не си била, добра. Да. Кажи ми кога второ дете?
Hej, lille gospodi. Angela! No, naskoro. Наскоро? Наскоро. Не сега, Ангела, не сега. Ова ќе биде вајрал. Наскоро. Машко или женско емче? Сакам маж. Имам женски сега, Добро. но сакам маж сега. Најдобар другар или другарка? Што Пола? Имам многу другарка, не Имаш знам. многу добри другарки? Да. Пола, Калин, Милена. Јас што сум? И ти е водител сега. Добро. Јас сум водител. Но тебе. Ти, Добро. Пола, Милена, Калин. Да се- Имам многу. И среќа што ги имаш, Добра, што ги имаш да. многу. Фала Господ. Да. Пахнеш или преградка? Од кој? Од Мики, од кој? Од кој е па Од Мики. Башниски. Бакнеш? Бакнеш, да. Добро, бакнеш, одбираме. Неостварена желба. Ангела, Немам појма кај сме. where are we going? Не знам, во Ѓорче негде сме. Добро. Господи. Ке пуштиме и Google Maps. Добро? Ти кажи си, емче, и јас Ангела, не скиднапи. те киднапирав, да. Ау. Имам многу дупки на патот и кучиња. Добро. Ајде не испол. Не испол. Ја. Ама стварно куче ме брка секогаш кога возам. Не знам, нешто е до колата сигурно. Емче неисполнета желба. Океј, сега и да имам машко дете. Да? Ајде, да. Стварно? Да, стварно. Че имаш брат или сестра? Имам 3 брат и 1 сестра. Браво! Биле Да. некогаш во Македонија? Не. Ке ги земеш? Да, ке дојде, да. Добра, супер. Да. Океј, како би ги поздравиле на свахили? На Сахили. Да. Mambo watu А мамбо и wangu. јас го знам. Habari zenu watu wangu wa Macedonia, nawapenda sana. Nawapenda, yani kila siku venye mnanipea mapenzi moto. Како што разбравте, драги гледачи, јас дали додам десно или додам лево. Леле пак има куча. Леле. Што те нервира најмногу кај македонците, особено кај македонските мажи? Не мојата... Не маш ти, не твојот маж, Не генерално. мојот, но другиот многу срам. Му е срам. Многу срам. Добра. И Не ме срам на мажите. Да, не многу зборува, не многу каже, поздравувам те, и И женски многу збори, не, it's the opposite. Аха. Знаеш, е? Да. И мислам други маж е многу мама збој. Мама збој, ги има многу мама збој во Македонија. Да? Па не знам, сигурно ги има. Која е најчудната порака која што си ја добила од некој? Било фан, било некој, затоа што многу пораки добиваш и многу луѓе те следат. Би сакала да те прашам, која е така најчудната порака што си ја прочитала или коментар што си го прочитала? Дека сум вештрека. Јас тука малце ќе подзастанам сега. Ќе отворам малце. Овој дел ќе го отворам. Кажи ми дали знаеш ова на македонски како се вика? Чителка. Чителка? Добро. Чителка, добро, близко е. Тука си. Добро. Ова е пенкало. А на битолски, затоа што сега, нели, јас сум од Битола. И во секоја емисија имаме... Во битолски е што? На битолски е стило. Стило. Да. Па полесно е на битолски, стило. Битолски е македонски? Да. Не. Ова што е? Ти на македонски е острилка. Острилка, нели остриш нешта. А на битолски е режало. Режало, да. Значи ние сме многу близко до англискиот. Да. Ние сме англичани, битолчани. Да. Еве вака. Ова на скопски, на македонски се вика лампион. Лампион. А на битолски? Дзунзурка. Битолски не македонски. Ај кажи дзунзурка. Што е ова дзунзурка? Што е ова дзунзурка? Кажи 3 пати дзунзурка. Дзунзурка.
И завршуваме со овој предмет, која што е чинија, нели чинија, на Јаков му ја зедов чинијата, а на битолски е пајнца. Ме молам зум ин на Емче и на фацата на Емче за пајнца. Пајнца. Ама имаше Емче објавено една објава во која што имаше наместо може, кажано можи. Можи. Можи е на битолски. Значи ти си битолченка. Ако можи, кафе, ако можи можи. едно еспресо, рече. И после кажа, јас живам тука кај Кружнио. Without T, she said Кружнио. Не кажа Кружниот. Кружнио. Кружнио е битолски. На битолски е Кружнио. Ние бришеме Т на крајот. Нема Т. Кафемато, автомобило. Ме разбираш такви ситуации? Сега, затоа што многу често ти даваш подароци во емисија, ти спремив сега јас тебе еден подарок. Помели? Фала многу. Фала многу, Мобитек. Ајде. За Дарија е! Јас мислам да е за мене. Ке ти дадем и за тебе, ама сега за Дарија. Сакав многу ми беше кило. Леле, господи. Ти примаш многу подароци секој дневно, ама за Дарија да не се чувствува дека сме ја заборавиле. Нема да ја заборавиме. Фала многу, Мобитек. Ова многу бав ствар. Сакам да те прашам дали ти некогаш си изгубила во Скопје? Затоа што еве јас како битолчанка си изгубив. А ти од Кенија си изгубила некогаш во Скопје? Прв пат кога дојде тука само прв пат кога дојде. Толку после Мики те возеше и Да, и после Мики возам everywhere. А што си посетила во Македонија, на пример Охрид, некој таков град што ти се допаѓа најмногу? Најмногу? Да. Природна. Природата? Македонија има многу убаво планина, mountain, да. планина, генерално е многу стварно. Многу убаво. Многу. Кога бил последен пат кога си плачела од среќа? Мислам кога родена мојата прв деца, Даричка. Даричка, многу плачам. Добро, ама тоа беше од среќа, значи од среќа, да. Ајде, наскоро има ќе плаче уште еднаш кога ќе го роди машкото дете. Ангела. Па ти кажа дека наскоро кажавме наскоро. Наскоро е широк поиме наскоро. Да. Многу е широк. И ти кога? Јас кога? Јас со едно едва се справувам, ако родам второ ќе почнам вака по улица да шетам и така да добро сум со едно. За сега ми е таман. Емче, а затоа што ти си нели од Кенија, но твоето срце чука во два ритма. Чука во ритам африкански, ама чука и во балкански ритам. Кажи ми што би сакала да запееме сега вака. Стари другари. Како започне? Лихни на стари другари ме слаше Охридското езеро. Баш ме заболе. На боле. Раке пуке, раке шаке, тога са бајле. Друго не гајле. И сега затоа што чекаме на семафорите, носам дома. Ти периодот беше со премногу обврски, ама и генерално имаш премногу обврски. И мене ме интересира, нели да гледаме каква си кога си на телевизија, каква си кога си по настани, иначе да ја пофалиме дека беше инфлуенсер на годината, дека беше жена на годината. Колку се награди имаш во Македонија добијано? Мислам 2. 2? Да. За инфлуенсер на годината? И два инфлуенса на годината. Ам нели беше жена на годината? Од убавина здравје беше New Star. Ете, за нова звезда. Значи, сакав да те прашам каква е Емче кога нема обврски, кога седи дома, no makeup on, no dresses on. Така без шминка, без фустани. Јас само сакам да седам и гледам series во Netflix. Така? Со мојата фамилија, јас многу сакам фамилија.
А некое хоби, пример да имаш, вака знам и дека вежбаш и... Да, многу. Да, вежбам. Јас вежбам 3 пати во недела. Да, или готвам со мојата свекрва. Значи сите се вклучени, и свекрвата е вклучена, и Мики е вклучен, и Дарија, сите се вклучени. А со која песна имче да ја завршиме емисијата? Се заблагодарам премногу што прифати да ми бидеш гостинка и да ми бидеш гостинка не само во емисија, туку и да си се дружиме и понатаму и дома да ми бидеш гостинка ако сакаш. Нема да ја снимам дома нема снимање. Многу убаво беше, многу како секој ден. Благодарам. Со Ангела многу убаво. Like, subscribe, tell a friend, to tell a friend, твојата мама, твојата тато, твојата свекрвата, свекор. Сите. To subscribe, like, follow, share. Мислам со ваква презентација нема никако да... Јас не сум јутубер и не сум многу во социјал медија и ги заборавам овие работи, ама имче кога ќе каже, кажано е. Така да, love you. I love you too. With a friend like you, I can just not say I won't succeed. I will succeed. True. Thank you very much. And I love thank you. you. I love you. Love you too. Seguime. Bye. Ciao. А би се скинал гол? Би се скинал гол. Тука, сега Тука, сега. да застанам. Прв пат во беззрачна влегува гостин Србин. Добро слушнавте, и тоа не било кој. Душа од човек, талентиран, шоумен од реалити до рефрени, од бекстејдж до сценски настапи, од тежок пат до одлично скоцкана психологија на животот. Тоа е како хит на лето. Едноставно нема да ви излезе од глава. Милан Петковиќ! Македонци! Да се раздерам кроз прозор да ме чуев. Можеш. Абе, Милан. Ја мора да испричаме на виц прво. Ајде, Знаеш ли како се зове македонаc што продаje кров, не? Не. Македонаc, као донаc, као кров, да. Македонаc, да. Знаеш јас што сакам да те прашам? Што сакаш да ме прашаш, ај? Имаш една изјава кај што кажуваш дека си во врска Добро? и дека гитарата ти е девојка. Да. Дали ја изневеруваш? Никад во животот. Сега моментално. Ма никад Дали има нешто на повидок? Слушај, ни праву девојку, никад нисам ни гитару нисам преварио никад. Ти, значи, не си интересен. Не сум интересен. А каде ја црпиш инспирација? Јас сум лојален. Лојален си, Да. добра. Од инспирацијата од кај ја црпиш? Од кај ја црпим? Од кад ме остави девојка. Так. Да, кад ме девојка остави, онда могу да пишем најлепше песми, инспирација највеќе Не има. постои некоја нова Уна. Уна, реал, ти си исто истражила све. Како си опасна, ти и твоја колегиница Ивана, не знам се кој е опасниот од кој. Не, тоа е било пре 11 година, тоа е моја највеќе... Сега, затоа што таа беше мотивација за многу хитови. Да, и да, твои, моја најголемот кои- љубов. Ти се врати старата љубов или најголем хит? Ово питање е тешко. Да ми се враде... Најголемот хит. Најголем хит, Да. трендинг, добро. Ново љубов ќе најдеме опет, а хит не баш толку лако не можеш да го наđеш. Добро. Вечен живот во Врање или селидба во Америка? Врање, Америку не волим опште. Не, мислев по стапките на некој од твоето семејство да не сакаш да се одселиш. Не сакам од моето место, можда само Белоград може да сакам да се преселам, али не, Врање или Америка бирам Врање. Добро. Да. Дали мислиш дека некогаш кога ќе исполниш желбата или желба ти е да наполниш концертни сали? Тако е. Онај твој дух и твојот темперамент Добро. нема да се задоволат само со српскиот пазар, па Да. тогаш ќе имаш амбиција за нешто повеќе. Можеби туплиот лав ќе влечем напред. Не, можда Австралија, Америка не. Добро. Сав извор зла на светот е из Америке. Аха. Така да знаш, сви ратови, све што се све е Америка крива. Добро. Да, и нас што су бомбардовали и ово сад што е у Израел и Палестину, све е Америка. Како функционира ова? Не ga дирој, добро е да се не подгреемо. Еве ga. Ете го. Еве ga. Добро. Кој повеќе изневерува, мажите или жените? Ти имаш дипломирано на тема. Океј, не, ево искрено, ко повеќе? Да. Жене варајот због тоа што
стално тражив нешто поголемо, а мушкарци вараат због поубаво. Ако мисле да е нешто поубаво, нека друга жена они затовараат. Така да обое подина. Зашто мажите немаат муда да ги остават жените што ги вараат? Па не е само и обрнуто, и жени исто немају храброст да оставе и мушкарци, затоа што најдеш неку зону комфора, волиш ту особу и онда си спреман да прегазиш преко свега, а ја на пример превару не праштам никад. Во 2023 се случува нешто, значи Добро. во твојот живот. Добро. И ти кажуваш дека не би можел, стравуваш дека не би можел повторно да се залюбиш, Добро. но дека сакаш да се оствариш во улогата на татко и на сопруг. На татко, да. Да. Што се случува толку во 2023 затоа што исто има кулминација на настани и ти јавно ја кршиш гитарата на едно видео. Да. И кажуваш, божем, сакам да се не да се откажам, после тоа објаснуваш дека уствари ти треба малце пауза од јавниот живот. А ние, тоа е шала била. Јас се шалив, јас сум тоа намерно. Ама нешто се случило во 2023. Слушај, да ти кажам нешто. Ајде. 2023 сум направио свој студио. Добро. И онда, како би привукол пажњу на себе, јас сам имал неку стару гитару кад сам правио тај студио, рекол, имам веќе 3 гитаре, таа една ми е сломljena и не ради, не може да се направи. И ја рекол, никад, знаеш оно рокери на концерт кад ломе гитару, знаеш, кад оде. Јас сам тео да видим како изгледа кад сломиш гитару и онда сам ставио телефон, снимио и сломио гитару. И шта се дешава? Ја после доđem куќи, погледам тај снимак и сконтам да тој изгледа многу интересантно и узмем напишем тоа ја одустаjem од музике само да ми привуко медиску пажњу. А што да направиме ние сега да привлечеме медиска пажња? Па ништо, едино гол да се скине. Нема друго. А би се скинал гол? Би се скинал гол. Тука сега Тука сега. да застанам? Него Него немаме време. Удата ли си? Малце. Малце, онда неќемо. Онда шалили Ама смо за медиумска пажња. Да. Шалим се, не би се За скинал гол. медиумска пажња, вака јас ке те прашам. Нешто за македонската публика. На која песна најмногу се радува македонската публика? На која песма? Да. Па ево, до сад мене се испоставило највише, сваки пат кад сам певал Македонiju, две песне македонска публика одлепи. Прва е Македонско девојче, китка шарена, а друга е Ако умрам или загинам, немој да ме жалите, напите се рујно вино, скршете ги чашите. Браво, написе ти водиче вака ако Фала сакаш. лепо, водички имамо и Ете, водички така ги све. поздравуваме и Пелагонка. Кога С поздрав за сите македонски луѓе. Ете, дали некој си бил во врска со македонка? Да Како сам био некад с македонко. Да. Нисам, уствари, нисам. Не, јесам. Ај, размисли. Јесам. Лажем. Улажи су кратке ноге, неću да лажем. Добро. И па кога сме кај македонската публика и кај македонките, сакам да испружиш малце раката и од позади да си земеш нешто. Шта бе да си земеш? Јао, убиću те, ти стварно ниси нормална. Ево, мајке ми. А шта? Ајде. Јао, дивна си, ову торбицу сам хтео цело живота да имам. Јао, хвала ти пуно, баш ми се свиđа. Не тоа. Како си знала да е ово мој омиljeni модел? Земи позади. Земи позади, после ќе ми кажеш немаш време. Ајде. Ајде, ама да го отвориш, значи. Опа. Леле, Фрлај, ќе си ја земам јас твојата. Паре, И мене овој модел ми се свиѓа многу, да ви кажам. Цуц, види како ми одговара. Чеј. Ама отвори, уште не си видел ништо. Немој Чека, да па окаш. ово е чарджер. Македонците те чуват во се... Немој да ме зезат. Ти си крај. Хвала лепо, хвала ти дивно. Македонците те чуваат во срце. Македонски... Ево да видите и ви. Како си дивна. Значи, ја нисам знал да може ово да се угравира. Како... Ете ти. Македонците Значи те ти чуват си во се. сега под Apple заштитен. Леле. Па ја ово нема да... Чекај да го тестирамо да работа. Ако си ми увалила sad да не работа... Ајде, пробај, ќе го вратиме. Шалим се. Ќе го вратиме. Немој да си кажал, после немам батерија. Немој ни на некоја девојка да ја Така да, кажеш. девојке да знате, сад имам увек батерију. Ете така. Докаде е дуетот со Теја Тировиќ? Ја би волео искрено, полако. Знам дека се. А со Теја Тировиќ,
Ке бидеме дует ако она пристане да бидеме дует, ако не пристане. Значи ние универзумот го предизвикавме да биде дуетот. Замисли тај дует, па ми би покорили естраду. И замисли тука да си дојдеш пак во Битола, во мојот роден крај. Да. Ова ми е прво снимање во Битола инак. Стварно? Да, се ми е прво денес. Прв пат ноќе, прв пат со оваа кола, прв пат со Србин, се на прво. Па да ми тргне. Ето, ако Бог да здравје да оваа емисија заживи, па да до година долазиш и у Белград да ме снимаш у кола. Јас би дошла за тебе и да возиш неки Мерцедес или BMW или Порше. Може. До тат, така. Одговара, се одговара. Ти многу вешто ги имаш истакнато твоите способности, кои што впрочем се претпостава дека ги наследуваш од таткот ти. Да, од татко ми, и од деда ми. Добра, таткот ти кој што е влюбеник во фанк, джез, музиката. Ти си све истражила, кака си ти краља, не мога да правам, сега дури на црвено ќе поминев со тебе. Ќе поминам на црвено, шта? Впрочем и ти ги обожуваш тие жанрови, но некако рационално сваќаш дека најбараното кај нас е поп и фолк музиката и се ориентираш кон нив, што не значи дека со тек на време не си ги засакал. Баш си ги засакал. Колку е горд таткот ти на тебе? Колку е? Поносан. Поносан, па многу поносан. Сви, не само татко ми, сви су поносни. И, мислим, деда е умрел, деда ме многу волео и многу е био среќен што сам ја наследио негову таленат за музику, што сам се ја томе посветио. Така да, деда, ти прати навигацију до мој хотел, ево ја ќе ти оставим. Каков хотел? Де мора да идам да се пресвучем за свирка да наставам. Неќе наступам у тренерка. Окей, значи одам вам. Опа, извини. Деда мој би био многу поносан да е жив, затоа што мој деда баш волео што сам ја музичар, а мој тата воли исто и поносен е, с тим што мој тата е рокер био цело живота и слушао рок н рол и тој он е желео да ја будем познати рокер, ал пошто е рок умрел код нас на Балкану више не постои, затоа нисам могол да кренем тим стопама, така да само отишов на родњаци. Добро. Ама кога сме и кај свирките и кај народњаците, како успева некоја девојка во целиот тој психолошки вампиризам да ја препознаеш позитивната енергија и да те ќари некоја девојка од публика? Па знаеш како, па нема шта, осетим. Затоа што немаш ти критериум, сакаш и високи, и ниски, плави, ама сакаш позитивна енергија. Само енергија, харизма, значи мора да ми буде лепо со да се смеем, да сме опуштени, да могу да будем ја, да могу да будем ја. Ја чим се фолирам, чим нисам ја не могу да будем са девојка. Така. Значи мене е тоа клучно, може да изгледа и ниска, и пунија, и мршава, и висока, nije ми битно црна, смеđа, плава, може све. Само да е нормална особа и да е поштена, да nije нека, што кажемо ми у Врање, пушти фатија, а то значи тамо код едnog, другog, trećeg muškarca. Да, ние викаме и растури куќа. Да и да растури куќа, да. Да. Знам каде е готово. Тука сме на секунда, сме тука лево ќе завртам. Океј. Немај ти гајле. И како успева некој така на свирка да ти го привлече вниманието? Па добро, ту мора да мало да штрчи, мислим да физички изглед на неки начин на крајот дана јесте битан, тебе прво физички изглед привуча, тако? Да. Тако да, отприлике, ето, само да е харизматична и да не е цела изоперисана. Добро. И како се додворува Милан? Дали одма и праќа, да, тука сме, и праќа одма voice message со песна? Одака ти то знаеш? Одака ти то знаеш? Знам. Одака ти то знаеш? Се информирав. Ти се многу нешто информирав. Јас те Многу ми залазиш у приватности. И немој да откриеш моје поре на јавност, да го знаем како... Ама тоа ти е способност, ти знаеш и трет си, како волк. Итар, така, знаем, како лисица, уствари. Знаеш одма да си ги стекнеш твоите способности и сето тоа. Реалити уште еднаш или живот без Инстаграм? Живот без Инстаграм. Способност да го читаш умот на другиот или тие да го читаат твојот ум? Ја да читам на други. А една недела без мобилен или една недела без сон? Затоа што си голем спанко. А што е сон? Сан. Сан. Ти волиш да спаваш? Не, без мобилот. Без мобилот? Добро. И кажи ми сега, која ситуација успеала да те фати неспремен? Затоа што ти како човек психолошки многу си така солиден, многу имаш време посветено на психологија, да ги надвладеаш сите оние искушенија кои што подсвеста ги прави. Која ситуација сепак успеала да те фати така неспремен? Па углавном смрт.
neke bližnje osobe, deda, baba, rođak, hvala Bogu majka i otac su mi živi, ali tako te stvari može samo da me uhvate nespremne, ništa drugo. Čak i devojka da me ostavi, da sam 5 godina s njom u vezu da me ostavi, bit ću tužan dan, 2, 3, dok ne shvatim da je ona izgubila i da je ona otišla. Tako da Bog me je spasio, ako ona ode, Bog je mene spasio nje, jer ona bi to zamisli za 10-15 godine kad imamo decu to da mi uradi. Tako da me to ni to ne dotiče, samo me dotiče smrt bližnje osobe ili bolest, ne daj Bože neka. E pa dobro, си има случајно да има со болест момент, не би да го коментирам тоа, но каде го наоѓаш лекот? Затоа што ти во се едно нешто успеваш да излезеш како херој. И нели во најтешките времења се раѓаат најубавите и најголемите хитови, не само во музика, туку и нели во книжевност, во уметност, генерално и се. Кој е лекот за Милан? Една реченица. Ајде. Бог daje najteže bitke njegovim najboljim ratnicima. Така. To da znaš. Така е. I to me održalo u životu najviše. I kad mi je bilo najgore, kad sam bio u bolnicu, samo sam ponavljao sebi. I druga stvar, rečenica koju ponavljam. Bože, prepuštam svoj život u tvoje ruke, zato što ti najbolje znaš šta je dobro za mene. Алал да ти. Hvala. Да си здрав и жив, се надевам дека наредно кога ќе дојдеш во Македонија ќе си добиеш и повеќе подароци. Ова ми е мене само 4-та емисија и сум на старт, така да... Želim ti puno sreće, mnogo si vesela, mnogo si nasmejana, imaš mnogo harizmu, dobar si novinar, istražila si sve što treba da istražiš. Mislim da, iskreno ti kažem, ubava si, komunikativna si, energija ti ubava, tako da ja ti kažem, evo sad imaš mnogo predispozicije, samo jednu stvar da zapamtiš. Kad je najgore, kao što je sad bilo najgore jer smo u zadnji minut sve, ja sad idem, spremam se, idem odmah na binu, da znaš da kad je najgore, tad ne treba da odustaneš. Tad treba još... Zato јас те чекав и на погрешно место, ама те чекав. Ali si me čekala, da. Да си здрав и жив, фала ти, никош да не ти е празна душата. Да завршиме со празна душа. Prazna duša, prazno srce, prazan stan, al mi nije žao, bar sam jednom bio tvoj. Eto, to je od srca za sve Makedonce. Весакаме, subscribe таму, ајде, чао! Чао! На ваква висока температура се можев да скувам. Не знам како успеавме. Милан за точно 10 минути треба да е веќе на сцена. И јас сакам што повеќе луѓе да имаме како Милан. Благодарам за тоа што максимално ми спочитува. А јас на мојот ред ке си ги спочитувам и моите Mobitech, Пелагонка, Ѓови Интериери, Мобил Порто, Јоца Solution, Beauty Clinic и Ѓови Интериери. Ве сакам, дечки, сабскрајбнете, поддржете не, за да стигнам до Србија и да ги снимам сите срби кои што сакате да ги гледате во емисија. Не знаете што се направивме за ова снимање да биде возможно. Ве сакам најмногу.